Добро вечер. Добро дојдовте во Што нејасно, петок, во обичаениот термин допред некое време, сега се гледаме и четврток и петок. Вчера ви најави во одјавата еден доктор, односно еден гостин вечерва, кој што секогаш го предизвикува вниманието на јавноста и потоа уште долго време се коментира откако ќе гостува особено во Алфа. Верувам дека веќе ги следевте најавите. Станува збор за инфектологот и универзитетски професор доктор Вело Марковски. Добро вечер и добро дојдовте во Што нејасно. Добро вечер и добро ве најдов. Имам милиони прашања во пораки, во СМС, во месенџер, како и да. Очигледно дека не достигате на јавноста да ве гледа почесто. Па добро, мислам дека последниот пат бев кога беше мутацијата Делта, сега е Омикрон, така да можда и подобро да не се јавувам често на телевизија. Сакате да кажете дека можда е нова најава. Ќе збориме за тоа што се очекува или што се вашите очекувања и прогнози за евентуалното заокружување на оваа веќе повеќе од 2 години сериозна криза. Ајде прво не можеме да не почнам со политика, сепак некако важиме за политички магазин, но како и да е, но барем на статот политичко прашање, тоа е дека повеќе не сте дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Зошто? Па вака, јас во извршниот комитет влегов во септември 2020 година во еден, мислам дека беше тежок период за партијата после изгубени парламентарни избори со најава на мери од Конгрес и така натаму. Така да мислам дека после тоа се стишија тие најави, добивме локални избори, така да мислам дека мојата мисија во извршниот комитет веројатно е успешно завршена. Понатаму председателот негово легитимно право е да состави тим со кој ќе оди веројатно на следните парламентарни избори. И сега стартуваме со оние теми за кои сте најстручен и за кои јавноста очекува одговори и да ги чуе вашите ставови. Ајде, едно од последните случувања на тема ковидот е продолжувањето на сертификатите за прележани практично луѓе, односно по прележување на ковидот на 180 дена од денот на позитивен ПСР тест. Нешто што во некои други земји е малку подолго. Доволно ли е 6 месеци по прележувањето да важат сертификатите или требаше подолго? Сега, ако зборуваме само за сертификатите, треба да важат се додека има антитела. По релевантни, најрелевантни научни студии, антитела, односно зрели плазмоцити има и после година и пол. Така да, мислам дека 6 месеци е подобро од претходното решение, сигурно. Меѓутоа, мислам дека треба да биде многу подолго, бидејќи природното прележување на одредена болест е имунитетот кој е стекнат после тоа е најдобар имунитет и евентуално можеше да се стави некаква одредба да се проверуваат антитела, да речеме, на 6 или на 9 месеци, бидејќи многу луѓе, ако имаат контакт после прележувањето повторно со вирусот, они може да имаат и многу високо ниво на антитела, висок титар и долго, и неколку години. Меѓутоа, еве на старт едно размислување на комисијата која ќе го предложи до министерот, кој веднаш не би се сложиле доколку би бил член на таа комисија. Значи сега веќе е илузорно да се бараат сертификати, така да и барањето дали ќе биде 6 или 9 месеци или година и пол после прележување во однос на колективните мерки нема некое значење, бидејќи очигледно е дека сега веќе големи значајни држави ги укинаа сертификатите. И мислам дека треба и ние да одиме на укинување на овие сертификати. Јас можам да кажам зошто, еве и како предлог можеме од оваа емисија, бидејќи најавија дека комисијата заседава секој вторник, па еве како предлог за следниот вторник, нека го разгледаат и нека прифатат или одбијат и нека кажат зошто. Јас ќе кажам зошто треба да се укинат. Значи, Омикрон варијантата, мутацијата се јавува некаде ноември, крајот на ноември, некаде 24-26 ноември и толку многу е различен од претходниот Делта сој, дури најмалку 30 мутации на клучните места има. И тоа се гледа и по самата клиничка слика, и по епидемиолошката слика, и по начинот на појавување на експлозивност. Така да вакцините кои се примени, кои луѓето ги примале,
веќе не делуваат на оваа мутација. Значи не можат да делуваат. Да, ќе се имаме и доста на тема вакцините. Она што повторно сакам да ве задржам тоа е сертификатите, ама овој пат токму од примената вакцина. Да го довршиме Да ги предлогот. споменавте земјите, тоа се Франција, Шведска, Чешка и секој ден е различна земја. Она што е кај нас ставот, јас сепак инсистирам на вашиот предлог сега, вие рековте до вторник да почекате, но кај нас образложението на Комисијата за заразни болести е дека се уште има голема трансмисија и така натаму, и од една страна се инсистира на сертификатите кои ги имате, се инсистира на ниво моловите кои 50% одговорно тврдам се фалсификувани, бидејќи луѓето не сакаат да се вакцинираат, па користат сертификати од некој друг, но оние кои се обезбедувачи на моловите не се овластени да ги идентификуваат лицата, дали се нивни сертификатите или не. Тоа од една страна, од друга ги имате децата во училишта на кои им се инсистира да носат заштитни маски, истото се инсистира и во моловите, и од трета страна слободното пак движење во кафеаните, кафулињата, ноќните клубови кои си работат најкомотно без маски, значи еден сплет на околности кој е прилично, еве би рекла, хаотичен, слободно како граѓанин, јас еве така се чувствувам. Така, значи рековте ќе зборуваме за вакцините, овој аспект сакам само да го довршим, ние повторно ќе зборуваме за вакцините, еве да прифатиме дека вакцината нема мана, дека е идеална и така натаму, меѓутоа вакцината е спремана со оригиналниот сој, нели, од Вухан на SARS-CoV-2 вирусот. И од тогаш неочекувано веќе неколку пати, 4 до 5 пати имаме ние сериозни мутации. Значи, од таму се гледа дека и сега главното прашање е во светот на науката дали воопшто треба да се прави напор да се произведува вакцина за Омикрон. Бидејќи сега би требало да имаме вакцина слично како на вакцините сезонските за грип кои се следат, меѓутоа таму мутациите се на 1, на 2, на 3, на 4 години се следат во сега е лето во јужната хемисфера и од таму таа варијанта што ќе мутира, таа ќе биде во вакцината. Да речеме пандемичната од H1N1 од 2009 се уште нема мутирано и уште е она тука. Значи сега е веќе илузорно да се замислува дека на секои 3-4 месеци светот, нели, како што мутира коронавирусот, дека може да прави соодветна вакцина. Најавите се дури над производителите дека Модерна не, Pfizer, дека до март-април ќе успеат да влезат во некакви клинички испитувања со вакцина за Омикрон сојот. Што значи сега, ако ние, дури производителот признава, и ако има напори, нели, да се каже дека некои кратки заштитни, не знам, трета, бустер и така натаму, ќе имаат некакво дејство, меѓутоа јасно е дека и од науката и така натаму, значи ако имате вакцина во ред, заштитила, завршила до сега работа, значи еве да прифатим идеално, и сега имаме мутација и тоа мора да се направи вакцина која ќе содржи, бидејќи таму на секвенците 6970 има големи мутации во однос на делта сојот, а уште поголеми во однос на оригиналниот сој. И сега да тврдите дека оваа вакцина штити исто како да речете дека вакцината ве штити за морбили, за паротит, за ХИВ. Значи таа вакцина си ја завршила работа. Сакате и да сега кажете инсистирање на нови вакцини, инсистирање на сертификати е смешно, бидејќи тој сертификат веќе не важи. 98% омикрон варијантата ги стисна другите корона соеви. Значи сега имаме омикрон, немаме вакцина за тоа, таа вакцина што завршила и стварно е илузорно, затоа големиве држави, значи има причини, еве затоа викам, јас објаснувам зошто, го давам предлог до комисијата, а комисијата ако не го прифати нека објасни зошто. Меѓутоа објаснување од типот на, го гледав изјавата на еден премиер од една наша поранешна блиска држава, дека нема доволно докази дека укинување на сертификатите ќе дадат резултати. А до сега има докази, нели, се бараа докази научни дали вакцината ќе делува и дали овие мерки ќе делуваат. Значи можеме понатаму за вакцината дали е решение или не да зборуваме, меѓутоа од овој аспект, бидејќи сега веќе вакцината имаме сосема нов сој со голема мутација кон кого вакцината нема заштита и илузорно е да се бараат сертификати или да се бараат сега потврди на прележаност и дали се 90
или 160 или 180 дена. Сакате да кажете дека големите научни еминентни анализи еве светски кои особено вие ги следите бидејќи сте се стручни во таа област немаат односно не можат со сигурност да потврдат дека вакцината која сега постоја, која е со во основа правена според да речеме првиот сој односно вид на ковид, дека практично штити од овие нови мутации. Значи дека не постои анализа која може да го гарантира заштитувањето со актуелните вакцини на омикронот. Не, јасно е дека вакцината не штети. Мислам, јасно е и епидемиолошката слика. Гледайте сега, ние имавме некаде ние со 80 до 100.000 случаи дневно го затворивме светот во мај 2020. Значи со Делта сојот имаше околу 500.000 случаи преку ден. Сега имаме 4 до 5 милиони на светско ниво дневно нови случаи. Во држави каде што имаме 70, 80, 90% вакцинирани. Имате Словенија над 340.000 имаме за еден месец. Они се високо вакцинирани. Така да јасно и од епидемиолошките пратења, нели тие се во научните трудови, не сакам да коментирам, значи таму јасно е. Меѓутоа е проблем што овие 2 години науката воопшто не се прашуваше. Нели сите ние пробуваме, сакаме да користиме, не знаеме како веќе пластично да објасниме, меѓутоа колку год да ние објаснуваме, некои други патеки, некои други начини на одлучување си важат и тоа си оди така. Апропо сертификатите, тука се разбере и маските, она што го начнавме во прашањето претходно, значи треба ли да останат маските во училиште и во моловите? Не, значи кога веќе во кафеаните не се. Сосема е различно, значи општите мерки епидемиолошки сега многу треба да важат, дури треба да се појачаат, затоа што во моментов покрај омикрон јас сум сигурен дека имаме голем број на случаи со сезонски грип и имаме случаи со микоплазма. Веќе јас имам потврди од пациенти или луѓе кои се болни, кои се јавуваат и кажуваат дека имаат такви позитивни резултати. Што значи ние имаме зголемен број и на тие инфекции и поготово за сезонскиот грип треба да се носат маски, меѓутоа маски во затворено. На отворено никогаш не се маските, добра заштита. Има и други мерки, веројатно можеби да се мери температура, да не влегуваат болни и така натаму. А во однос на децата, бидејќи сега зборуваме за грипот. Значи, во однос на грипот, децата, јас предложив, меѓутоа, еве, пак ќе речам, не слуша, да февруари месец наставата биде онлайн. Зошто? Затоа што ние грип имаме од некаде самиот крај на декември, почетокот на јануари, и од досегашната наука долго се прати грипот, нели, повеќе скоро 100 години. Значи, епидемиите трајат 6 до 8 недели и одеднаш се прекинува тој ланец, парадоксално нејасно. Сега можеби со овие мерки носење на маски ради короната, можеби нешто ќе се пролонгира, меѓутоа таман некаде до крај на февруари ќе беше јасна, веројатно се очекува намалување на бројот на грип и со тоа ќе се намали вкупниот број на горно-респираторни инфекции и добро ќе беше децата барем февруари да останат, оти тие најмногу го шират вирусот, меѓутоа ги оставија децата во школа. Инаку, во однос на короната, маските на децата се штетни, затоа што децата од корона не се разболуваат, многу малци има, на прсти се бројат случаи кои се разболеле во светот или кои починале, а штетата која може да имаат може да биде многу поголема. Неколку пати во ова воведно излагање, не сме уште блиску до паузата за реклами. Ја споменавте комисијата, една од пораките на новиот претседател на комисијата Петличковски е, цитирам, 3 дози вакцина против COVID-19 во моментот даваат гаранција од над 95% заштита од смрт. Јас барав докази, односно за ваквата гаранција, аргументи сакав да најдам пред на ниво на Македонија. Не успеав како новинар, а можеби не знам да барам стручно надвор во странска литература за се во ова, но она што за себе можам да го кажам, јас немам бустер доза, имам 2 дози од руската Спутник вакцина и повторно по околу 6-7 месеци се разболе, веројатно беше омикрон, како и да е, но еве можам да се чудам слободно, тоа право се надевам нема да ми го забранат. Изминатите 2 години, бидејќи професијата ми е јавна, комуницирам со луѓе, немав никаква состојба на заболување, но по вакцинирањето после 6 месеци тоа се случи. Сега оди оваа тема која што ја начнавте, дека се форсира вакцинирање и покрај тоа што нема никаква гаранција дека практично не штити.
Па мислам дека бев јасен. Значи не можам ни да ги сватам ни колегите. Ова што го зборувам е проверливо. Овие мерки на укинување на сертификати веќе ги спроведува сериозни големи држави, значи со многу сериозни научни институции и со ресурси. Јасно е дека вакцината таја што беше од омикрон сојот нема да штити. Да не навлегуваме во тоа претходно колку штитеше. Меѓутоа има една од дефинициите за добра вакцина е да создава антитела. Значи, ние можеме многу лесно да провериме и не сакаме, 2 години не сакаме да провериме вакцинираните колкав титар на антитела имаат. Па да споредиме која вакцина дава антитела, која не дава и така натаму. Иако веќе има трудови кои тврдат дека не е најстречно избран С-шилецот, бидејќи не е главниот носител на патогеноста на вирусот, и затоа има случаи каде што и вакцинирани се разболуваат, бидејќи класичните вакцини тие се со цел вирус и тие имаат нели поширока заштита. Овие се многу со патогеното уште еднаш само понародски да ни го објасните за да може да ве разбере јавноста. Шилецот и овој делов. Значи вакцините се само се специфично се произведуваат нови вакцини, не се ни вакцини, тоа е некоја генетска терапија на која собствената клетка на тој што ќе ја прими треба да произведува С-шилец. Значи тој шилец со кој вирусот се врзува за рецепторите и тука има многу нејасни патогенетски ситуации. Меѓутоа по новите трудови укажуваат дека не е само С-шилецот кој е битен за развивање на болеста, туку битни се и протеините од обвивката на вирусот и од јадрото на вирусот. Бидејќи оваа вакцина содржи ако би направила антитела само кон тој С-шилец, кон тој што се врзува за рецепторите, а нема за обвивката и за јадрото на вирусот, значи од таму се смета и затоа дека голем дел од овие вакцини не дадоа соодветен одговор. Еве повторно споменавте неколку пати комисијата и прашањата се вртат околу тоа. Овие промени кои се случија во составот нејзин и во раководството се реални? Очекувате да донесат нешто иако се секако задоцнети промени или пак се само козметика? Вака сега, дури бираме зборови, меѓутоа не знаеме како да кажеме. Ние немаме, значи комисијата има основна задача за заштита, епидемиолошки мерки, така натаму да имаме помалку број на заболени. Ние имаме околу 280.000 регистрирано заболени за 2 години, што е околу 140.000 или околу не знам како му доаѓаат 4%, 3% од населението. Значи ние немаме проблем во однос на бројот на заболување. Таму има комисијата улога, ние имаме проблем со големата смртност. Ние имаме во однос на соседите 4 до 5 пати поголема смртност. И тоа е страшниот момент, и јас го реков уште рано во јануари во една колумна дека кога веќе се тоа е кажано, кога Државниот завод за статистика само за првите 3 тромесечја во годинава има 21.600 умрено регистрирани, значи до крај на годината ќе бидат околу 28-29.000. Во однос на 20.000, значи минатата година имавме 5.000 прекумерни случаи и сега 8 до 9, значи имаме ние 13 до 14.000 луѓе. Тоа е една голема војна, од кои околу 8.000 се од ковид, а останатите 6.000 поради нефункционирање на системот. Значи таа комисија сега не побараа нас за таму членови, имаше некој односот на државата кон луѓето, кон науката се виде по таа порака, по Фејсбук, и немаме време и така натаму. И таа комисија премногу е значењето и се форсира, бидејќи таа реално дава некакви совети. И таму има 20 до 30 луѓе со кои ти треба да се надгласуваш, па и да ги убедиш дека е така, значи потребна ни е комисија за ковид, не комисија за заштитни. И таква комисија ја предлагавме неколку пати со 5 до 7 луѓе, која ќе биде ефикасна. Од друга страна, и ќе ги прави анализите кои ги немаме, практично немаме ниту една анализа. Немаме, затоа што не знаеме кој, зошто и како. Меѓутоа,
Јануари месец беше навистина последен рок да се направи заедничка влада, да се соберат или експертска влада, да се соберат најдобрите решенија, а ако веќе вака отиде, навистина мене не ми е јасно да речеме од партиите кои се сега на власт, ако сакаат да имаат барем многу поефикасни мерки, требаше да земат министер од рангот на инфектолог, микробиолог, да речеме, јас за мене изненадување зошто професорот Никола Пановски не беше министер и се прашувам ако председателот на неговата партија беше лекар, дали ќе го даде Министерството за здравство. Значи се оди, јас не викам дека колегата сега е стоматолог, дека не е добар, меѓутоа знаете имате надпревар во кој со некоја држава треба да играте и тенис да речеме и они доаѓаат со најдобрите тенисери, а вие одите со најдобриот фудбалер и со најдобриот кошаркар, да речеме Перо Антич и Пандев, а најдобрите тенисери, не знам, Русевски, Јотовски, Србљак седат од страна и даваат совети како крајниот облог да биде 1000 или 2000 животи. Значи во една таква мислам дека требаше да се оди па дури со мандат на министер додека трае пандемијата. Во мај заврши, ти благодариме министре, сега имаме други политики, ќе си тераме друга политика. Односно ќе тираме политика, сега не беше време за тоа, така. Значи за време на оваа пандемија, значи не гледам друго решение и некако како некаков мазохизам, како држава да тераме, како да не гледаме што ни се случува, како да не гледаме колку се тоа изгубени животи, вака статистички кога ги кажуваме како бројки не толку, меѓутоа секој еден од нив поединечно има своји драми, своји судбини и така натаму. Статистички бога ми успеваме условно речено или под наводници да си го држиме во топ 10 местото и ве сме 6 по смртност се уште во светот за жал и да речеме само вчера над 60% од регистрираните починати биле комплетно вакцинирани. Како е тоа можно, доктор? Значи смртноста ни е веројатно најлоша во свет во однос на целата пандемија, меѓутоа ако гледаме сега што се случува со Омикрон, се зголемува бројот и сега во Италија, да речеме една која беше пример, ако не слушате, ќе имате, нели, како Италија ќе поминеме, е со околу 2400 умрени на милион жители, а ние сме со над 4200 колку бевме на милион жители. Значи дупло повеќе сме од Италија која беше поим за некаква катастрофа. Зачудува што понатаму продолжуваме со без доктрина и со грешно лекување, бидејќи сега јасно е дека Омикрон, реков, на 4-5 милиони дневно случаи има околу 8 до 10.000 умрени во светот, што е некаде 0,2%, што е многу прифатливо. За разлика од претходните случаи, кога да речеме јануари минатата година, имаше 500.000 дневно регистрирани, имаше 15 до 17.000 умрени. Значи тоа е некаде повеќе од 15 пати имаме помала смртност сега од Омикрон во цел свет. Словенија има 340.000 само го анализирав да речеме од 10 јануари до 10 последниот месец, до 10 февруари. Он има 340.000 заболени. И има некаде околу 380 умрени во тој период. Ние имаме 40.000 заболени, имаме мислам дека околу 600 умрени. Повторно сме некаде 1,3%. Србија е 0,3%, Словенија е 0,1% смртност, само зборуваме сега за Омикрон. Албанија е 0,3%, Грција е 0,5%. Значи тоа е регионот генетски ако гледаме географски, пред нас е Перу, климатски. Бугарија, Босна и Црна Па не, Гора. и Бугарија е сега во однос на Омикрон е околу 1% смртноста, ние сме 1,3%. Само Босна е сега пред нас во регионот. Значи, анализирајќи да речеме сега има промена во смртноста, во вирулентноста и така натаму. Од друга страна, ни претходно, ни со другите варијанти, ни со Омикрон, скоро да не е регистриран случај на смрт директно како примерна причина на вирусот. Зборуваме за респираторните пневмонии, како пример на вирусна пневмонија, скоро да не е регистриран. Простото што ќе ве прекинам, од една страна, Петличковски тврди дека над 90% е гаранција дека штити од смртност ако си вакциниран со 3 дози, од друга страна пак токму овие случаи, вакцинирани комплетно 60% од умрените вчера, конкретно во вчерашниот ден. Зошто се пишуваат оние кои
истовремено се тврди дека не имаат коморбидитети, зошто се запишуваат како умрени од ковид? Мислам дека не треба многу да се задржуваме на комисијата. Реков во однос на незината основна функција, они треба да се грижат за заштита. Да, но зборуваат за гаранции. За лекувањето треба некои други институции да дадат доктрини заедно со овај министерот. И ние продолжуваме со истите доктринарни ставови и лекуваме и да довршам реченицата, нас не умираат од секундарни бактериски пневмонии кои генерално се јавуваат 8 до 10 ден од инфекцијата. Значи сите тоа веќе сме го приметиле. Веќе почнуваат да растат С-реактивен протеин, седиментација и така натаму инфламаторните фактори и јасно е дека се треба да се лекува пневмонија и тука имаме голем проблем и таму мора да се направи промена и кадровска и доктринарна. Инаку ќе продолжи вака без разлика кој ќе биде министер, ако тој нема сила или нема доволно визија што треба да прави. Ако нема сила да кадровски промени да направи во најголемиот дел од клучните институции. Сакате да кажете, да сумираме, дека вакцината не е гаранција за заштита од смртност и второ дека имаме проблем во профилот на докторите и начинот на лекување. Тешко веројатно. Или се разбирам или значи јас не викам дека докторите ни се проблем. Ние ги оставаме сите епидемии и поранешни. Значи треба да ги на грб треба да ги изнесат матичните доктори. Ние не им дадовме јасна доктрина, не им дадовме доволно заштитни средства, не ги наградивме, они се 24/7 на работа, напротив ги казнуваат. Значи, матичните доктори се добри доктори ако им дадете доктрина. Сега одиме доктринарно, ако е вирусна инфекција, не смеете да давате антибиотик, така натаму, следење на 4-5 дена параметри во крв. Кога ќе се појават параметри за бактериска инфекција, ќе одиме првен со тој антибиотик, па ако одиме пневмонија, значи би ги ослободил сите овие ковид центри да си ја вршат својата работа од очно, ушно и така на хирургија да си вршат својата работа. Доволно се инфективните оделенија беа доволно, гледате спрема бројот кој го имаме ние за 2 години, можеа да ги збринат квалитетно. Проблем е доктрината која им се наметнува и на специјалисти. И сега вие ако одите против доктрина, значи не е проблем во докторот. Ако одите против доктрина, вие правите прекршок. Малце се тие што нели преземаат ризик во интерес на пациентот да си направат лична штета, да изгубат работа или да бидат казнети. Тоа е главниот проблем. Не се проблем лекарите. Значи начинот на кој се лекуваат пациентите со пневмонија. Ние имаме страшни бројки, процентот над 20-25% смртност од болничките лекувани пневмонија. Знаете што значи тоа? Значи таква смртност имаат воспаление на мозок, енцефалити, хеморагични трески, карантински тешки болести. Од пневмонија да имаме или од ковид вакви смртности е незамисливо. И од друга страна, ако не ми веруваат мене, не мора да ми веруваат, бројките кажуваат. Имате соседни држави, имате светски статистики, колку е смртноста по милион во светот, колку е во соседните држави. Значи имаме проблем некој кој не сакаме да го решиме и не знам како очекуваме, веројатно. Колку може негативна последица, односно врз имиџот на државата да има, бидејќи тоа де факто ќе излезе во иднина како податок, мислам не може да не излезе. Фактот што сите случаи на оние кои се заболени од ковид и починале заради други коморбидитети се воделе како починати од ковид. Зошто тоа го правиме, веројатно немате одговор, бидејќи не сте дел од умовите кои ја креираат политиката, но тој несреќен PCR тест. Значи тој тест не е за широка употреба и сите тие што излегоа со него позитивни се водеа како ковид случаи. Меѓутоа ние и покрај овие реков веројатно не се сите од ковид таму кај што се позитивни, значи стојат околу 8.000 и нешто умрени за 2 години, веројатно се помалку. Меѓутоа, тоа што заплашува е вкупната општа смртност. Ние во последните 5 години никогаш не сме надминале 20.000 умрени годишно. Минатата година имаме 25.000, оваа година веројатно ќе имаме 27.000, значи имаме многу зголемен процент на општа смртност и тоа треба да се анализира зошто. Најголемиот процент од нив се од кардиоваскуларни заболувања, тој зголемење, тој процент зголемење процентот на малигните заболувања, зошто се зголемени? Дали целата оваа клима со ковид влија или пак ги запуштивме системите кои се функционираа,
целото внимание го дадовме на ковид и ги оставивме овие луѓе да се снаоѓаат или да не бидат доволно покрени. Тоа е, мислам, факт, тоа не треба да знаеме сите дека долго се оставаше, немојте сега, седите дома, карантини, затварања, луѓето си имаат состојби и болести кои треба да се лекуваат. Остануваме во оваа линија си уште, има уште неколку прашања на истава тема, но правиме многу кратка пауза за реклами. Почитувани гледајте. Славиме заедно 10 години ДМ. Германски квалитет по супер цени. Веќе 10 години достапен за сите нас. Има еден свет, исполнет со предизвици и чувство на слобода. Во кој вкусот на победата е толку силен, што станува реалност. Како и освежителниот вкус на Кока-Кола Зеро. Да ве подсетам, ова е селеногин. Препорачлив кај вртоглавици, зуење во ушите и подобрување на циркулацијата на крв во екстремитетите. Селеногин. И кој штрум си ти денес? Штрум! Превземете ја Apply Do и гледайте како вашите деца откриваат таленти на штрумфовите. Во Kinder Surprise. Разбуди ги косата и својата моќ со Pantene Keratin Protect маска за коса со крем текстура исполнета со прове нутритивни состојки која помага во обновување на оштетената коса уште од првата употреба. Ти само ќе кажеш "Вау!" Време е да се доживее трансформацијата со Pantene. Вечерва додека спиеш, ќе се поместуваш 2 пати повеќе отколку твоите родители, што може да доведе до влажна пелена. Но ти може да имаш мирен сон, благодарение на новите Pampers Active Baby со систем на целосна заштита. Има широки и флексибилни странични крилца, 2 пати засилени безбедносни манжетни и моќно јадро кое спречува влагата да ја допре кожата. До 12 часа заштита од протекување и мирен сон. Една Памперс еднакво на една сува ноќ. Подгответе се за новата Нивеа, енергетска мицеларна вода, длабоко чисти, со витамин С и ниацинамид. 100% енергија, 0% шминка. Пробајте ја новата Нивеа, енергетска мицеларна вода. Изненадување. Изненадување. Не грижи се. Јас секогаш можам да се подпрам на Ленор. Поради длабинското чистење и одржувањето хигиена. И поради свежината што ја дава. Неодоливо, чисто и свежо. Ленор нуди различни производи што навистина ги сакам. Секогаш чувајте ги подалеку од деца. Традиционално во Техномаркет. Гараж сейл со неверојатни попусти до 60% од 7 до 14 февруари. Техномаркет. Готово ги стокнив, чао. Навистина. Исушени дамки. Персил дискови со подобрена технологија на длабоко чистење за совршено чисти јавишта со активна свежина. Персил дискови, чувајте ги подалеку од децата. Понуда за денот на влюбените. До 24 рати без камата на хепи цени. Големи заштеди, најдобри брендови. Ајде во Нептун да ја славиме љубовта. До 15 февруари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Дезодоранс, веднаш после бричењето. Новиот Нивеа Original Care антиперспирант со 48 часовна заштита, без алкохол, без иритација по бричењето. Новиот Original Care антиперспирант, моќен против потта, нежен за кожата, од Нивеа. Оваа зима ќе биде магична. Славиме заедно 10 години ДМ. Германски квалитет по супер цени. Веќе 10 години достапен за сите нас. Запознај се со Фери Екстра Плюс. Благодарение на неговата моќна формула, Фери Екстра Плюс ги отстранува тврдокорните мрсоти со помал труд и ти помага да ги исчистиш садовите многу брзо. Одбери го Фери Екстра Плюс. До 3 пати побрзо отстранување тврдокорни мрсоти.
Цело време сме онлайн. Жонглираме обврски, обновете ги батериите. Новиот Q10 Energy со 3 антиоксиданси, со Q10 и витамините С и Е, веднаш уморната кожа добива сјај и се намалуваат ситните брчки. За убава кожа полна со енергија, обновете го својот сјај. Новиот Q10 Energy со 3 антиоксиданси од Нивеа. Новиот Ariel Plus Ultra Oxy Effect сега достапен и во прашест детергент. Овозможува длабоко чистење и одржува хигиена. Новите Ariel Plus Ultra Oxy Effect капсули и прашест детергент со дополнителна моќ на чистење, дури и во ладна вода. Секогаш чувајте го подалеку од деца. Уживаш во млечни производи, но тие некогаш ти создаваат тегоби. Пробај Алпско без лактоза за добро варење и чувство на леснотија. Алпско без лактоза за лесен ден. Носот е вреден инструмент. Септаназал брзо помага при затнат нос и лекува. Мојата креација на гел за брилијантно чист тоалет. Но, постои подобар начин со брев. Новиот брев Брилијант гел. Се во едно. Моćно чистење, заштита од нечистоти, свежина и импресивен сјај. Апсолутно брилијантно. Новиот брев Брилијант гел. Се во едно. Едноставно брилијантно. I could learn to fly, I could learn to spin. А да завршиме со јадењето? Неодолив спој на плазма и чоколадо. Плазма коцка и стикси за најсладок крај на ручакот. Добре дојдовте назад за оние кои сега се вклучуваат само кусо и нема да должам со најавата, бидејќи имаме прашања, докторот инфектолог и универзитетски професор Вело Марковски. Докторе, споменавме зошто анализиравте зошто има смртности покрај комплетно вакцинирање, но што е со оние состојби на белодробни емболии, на удари, на инфаркти и слично кои се јавуваат пост вакцинирањето? Едноставно се случуваат после тоа како ситуација необјаснива. Или Да, пак има објаснување, може? Па има научни претпоставки. Евидентно е зголемениот број, имаме некаде 20 до 30 пати зголемена смртност на спортисти на терен, што е драматични случаи. Не видено до сега во однос на сите заедно вакцини немаат толку смртност од вакцини колку што имаме сега од овие нови вакцини. И за жал мислам дека некаде званичните податоци се дека се околу 60.000 луѓе умрени од самата вакцина. Научните претпоставки се значи оваа вакцина беше експериментално проверувана кај глувци долго време и имаше голема смртност кај глувци и немаше храброст да се проба да се даде на човек. Овие новите вакцини значи имаат два големи проблеми, значи треба да дојдат до саканата клетка. Значи се дава мускулно, подкожно и треба тој материјал да отиде преку крвта, а да не се задржи во крвта. И тука се најде некакво решение кој се предпоставуваше дека ќе е добро да се прави суспензија да овие материјал генетски од соес шилецот да се стави во полиетилен гликол. Значи тој требаше да го заштити да не биде овај материјалот во крв да остане, бидејќи ако остане во крв, значи замислата беше да прави сопствената клетка да прави понатаму наредба или од ДНК да даде наредба рибозомот и да се прави ес-шилец. И вториот проблем, полиетилен гликолот го имаше во составот на овие вакцини. Вториот проблем беше со како да се дојде. Значи тоа се користи со моноклонални антитела кога се работи за лекување на карциноми и така натаму. Тоа се нови гранки последниве 20 на години. Значи да се најде носач што ќе го однесе лекот циљано до тоа ткиво или до тие клетки кои се болни, а не како сега да се со
со терапијата за малигните заболувања да се оди на целото тело. И една од тие носачи е графеноксидот, една материја која е правени се анализи последните 15 години, која може со промена на електрицитет да влезе во клетка, значи да го однесе материјалот, полиетилен гликолот да го заштити, а графеноксидот да го влезе во клетката. Добре. Па понатаму клетката многу е комплицирано. Ве разбирам, каде што нема да ве разбирам, ќе ве препрашувам веројатно и другите нема да. Многу комплицирано и дури несватливо како може да ваква една теорија да се прави вакцина. И сега што се случува, значи тој графеноксид е материја и сега ако е во некои 10 минимални единици, не е токсичен, ако е во 20, не е токсичен, или експериментите кај глувци зборуваме за пикограми, значи не знам колку е тоа, илјадите, милиардите дел од грамот, ама ако е на 40 или на 50, веќе е токсичен. Значи, тие се многу мали варијации меѓу нетоксичност и токсичност. Секое зголемување на бројот на вакцините го зголемува и нивото на тој графеноксид. А тој пак испаднаа трудови за него, значи имаше шпански колега кој го испита целиот состав на вакцината и он го откри, потоа има експерт од Германија, сега испаднаа шпекулација дека тој експерт, професор, значи на ниво на Европска унија, наводно е затворен или убиен. И тој го опише графеноксидот како жилет 50 на 1 нанометар. Значи, ако он сега успее да влезе некаде во клетката, ќе веројатно или ќе видиме дали ќе реагира така како што предвиделе, меѓутоа ако остане во крвта или отиде во некое ткиво, значи се тој графеноксид ги сече еритроцитите, може да ги сече крвните садови. На тој начин се објаснуваат тие напрасни смртни случаи поради вакцината. Меѓутоа, како и да е, 60.000 умрени, а да не се прекине вакцинирање, до сега не било. Значи, ние имавме некаде 70-тите години од вакцината за грип, 76-та, мислам дека беше, с големен број на неколку илјади Жилјан Баре, тоа е едно во однос на полирадикулонеурит, трнење, парестезии по нервите, ослабување на нервите, и се прекинуваат тие вакцини. Значи, изостанува критичност и изостанува проверка. Институциите на државите треба да си функционираат. Како што еве колегата во Шпанија, тоа требаше да биде нормална процедура, да секоја држава да си го провери составот на вакцината, евентуално да се следат несакани ефекти и така натаму и така натаму. Очигледно е дека поради овој начин, значи, на производство, дека, а тоа се отиде на тоа бидејќи на овој начин може да се направат голем број на вакцини. Инаку светот немаше капацитет, да речеме, за грип последните години со целиот напредок. За цела година капацитетот беше некаде околу 2 милиарди дози. Значи, во овој случај, за да се зголеми бројот на вакцините, се отиде со овие методи кои даваат можност да се произведат некаде 8 милиарди, над 8 милиарди за не цела година. Меѓутоа, очигледно е, сега веќе, мислам дека е веќе илузорно, не е илузорно сигурно, ќе има анализи и понатаму ќе видиме дали ќе има некакви последици за овие што ги форсира и што ги дава или што ги присилува луѓето. Меѓутоа, пак ќе речам, не се решение сега вакцините во однос на овие големи и брзи мутации. Значи, 2 пати до 3 пати годишно ако мутира вирус е илузорно да пробуваш да го решиш со вакцина. Како се ова беше делот за оние кои се вакцинираат и па се случуваат вакви ситуации, но како да си го објаснат оние кои го прележале вирусот, а еве не се вакцинирале и потоа имаат пост-ковид синдроми, па и другите вакцинираните се имаат пост-ковид синдроми, замор, срцебиење сериозно, препотување континуирано и така натаму. Што му се случува на организмот? Па ќе треба време да одговори науката. Јас не знам дали знаете, јас го прележав и ми се случи истото, многу тешко. Бев месец дена во кревет. По мене, значи бидејќи го прележував, многу малку имав знаци на респираторна инфекција, повеќе беше на некакви токсини. Дали се тие токсини сега некаков микроорганизам, значи од тоа што јас знам инфектологија, јас би рекол дека некакви симптоми на тифус имав. Значи една состојба преку ноќ кога не си свесен, кога стануваш
кога мислиш дека си умрен, па како да им кажеш сега на домашните дека ти уствари си умрен, ама шеташ како некаков дух. Значи, такви едни симптоми кои никако не можат, впрочем реков има ниски леукоцити, што е необјаснимо за респираторна инфекција или за било која акутна инфекција, освен за во некои фази нели на од досега познати се хив вирусот кој ќе влезе во сида кога имаме пад на леукоцити, на лимфоцити. Овде да имаше многу пациенти, особено со делта сојот, каде што имавме ниски леукоцити и ниски лимфоцити. Што е сосема нетипично за една таква инфекција и долго после тоа 3 до 6 месеци рековалесценција, оздравување. И многу случаи во тие неколку 3 месеци после прележување 6, мислам дека и тоа треба да се анализира дека има зголемена смртност. Зошто е тоа така? Дали овој вирус сега ослободува некој токсин кој ние се уште не сме го регистрирале, или се случува за некакви токсини, можеби, не знам, шпекулации, можеби уфрлени од надвор, значи ќе покаже науката, меѓутоа ова не е типична клиничка слика на респираторна инфекција. Треба ли чести контроли, доктори, и покрај тоа што прележаните се чувствуваат можеби добро, малку се омалаксани, така натаму, треба ли често да се контролираат параметрите или? Мислам дека еднаш, ако е веќе оздравен, еднаш на 3 недели на месец е доволно да се пратат дедимерите, да се пратат крвните анализи. Во наредни 3-4 месеци? Да. Значи 3 до 6 месеци, апсолутно заморливост на малаксаност е присутна скоро кај сите, исто е необјаснива, не може да се објасни зошто, барем од досегашното, така да дали се работи за некаква комбинирана инфекција или некаква друга комбинација, веројатно ќе покаже времето, можеби гледајќи досега, можеби некој од научниците им е јасно, меѓутоа покриени се, не може да излезе на виделина и така натаму. Ајде да се свртиме сега на темата, доктрината ја споменавте, начинот на кој што се наметнуваше лекувањето и така натаму. Деновиве прочитав едно интервју за порталот Локално на докторот Наум Мојсовски. Тој смета дека практично е неорганизираниот здравствен систем, значи несоодветниот кадар и давањето идентична терапија. Зборувавме за кадарот, она што значи идентична терапија, практично на почетокот на пандемијата го слушавме сумамедот, да речеме тоа е нешто што ни остана во глава како антибиотик, сега слушаме за панцефот и цитаралот. Може ли околу терапијата да ги расчистиме во овие? Еве, значи ова повеќе е објаснување за колегите, иако голем дел од нив покажаа неверојатна суета, не прифаќаат, од друга страна не мора да прифатат, меѓутоа можат да го проверат тоа многу лесно во научните книги. Значи не постои никакво оправдување, повторно неколку пати сум рекол, на лекар кој ќе даде антибиотик на јасно вирусна инфекција, треба да му се земе лиценца. Тоа паѓаат на испит студентите и така натаму. Значи тоа што треба да го прават е да се оди со витаминска, симптоматска терапија и контрола на 1 до 5 дена на крвни параметри. Генерално 8 до 10 ден се појавуваат бактериски инфекции таму кај што ќе се јават, нели, како компликации. Значи тоа со овие контроли со пратење на ЦРП и евидентно имаше пораст на дедимерите, значи тие мора да се пратат и да се дава соодветна терапија за тоа. Значи у моментот кога ќе се појави бактериска инфекција, тогаш треба да се лекува така како што треба да се лекува. Еве сега јас да не ги употребувам, нели, овие лекови што ги спомнавме, ќе ги спомнам групите, тоа е исто, нели, едните се макролиди, а другите се цефалоспорини од трета генерација за перорална употреба. Значи и едните и другите, ако веќе е бактериска инфекција, не покриваат, значи точно се знае во науката, макролидите покриваат генерално интрацелуларни причинители. Ќе лекуваме пневмонија, ако имаме атипична пневмонија од микоплазма, од хламидија, од легионелонта, тогаш е лек на избор се нели сумамедот и овие макролидни антибиотици. Меѓутоа, очигледно е дека имаме сега тука типични пневмонии. Главни два причинители се стрептококус пневмонија и стафилококус ауреус. Значи, лекови кои делуваат на нив, доктринарно, јас предложив у почетокот да се оди со цефтриаксон, со лендацин и со клиндамицин, меѓутоа од некоја причина цефтриаксонот не даде резултат. И јас сега би препорачал веднаш да се оди со моксифлоксацин, кој ги покрива одлично пневмококот, бидејќи повеќето од пациентите се над 60 години, а таму е доминантна флора на пневмококот,
И ако нема одговор со моксифлоксацинот, да се оди со ванкомицин. За жал, многу од колегите не ванкомицинот е токсичен и така натаму, ние ќе дозволиме пациентот да не умре затоа што овај евентуално би бил токсичен, бидејќи голем број од луѓето, 20 до 40% носат стафилокок. Иако е тој метицилин резистентен, значи освен ванкомицинот и овај најголемиот дел од пациентите кои оздравеа со овие два лека. И ова требаше да се оди да се направат обуки по центрите медицински, да се обучат докторите и така натаму, и за жал и после 2 години ние тоа не го правиме, тоа се доктрини за ова. Откако ќе направи пневмонија, значи треба да се направи проценка дали е тешка или лесна. И тука имаме многу, значи сега имаме сакам да збориме покрај омикронот, имаме микоплазма инфекции, сега кај микоплазмата е оправдано давање на макролиди, цефалоспорин трета генерација за орална употреба не ги фаќаат ни пневмокок, ни стафилокок, и е изгубено време. Значи пневмониите имаат значителна смртност, и таа смртност е помала ако се почне соодветно со оптимални дози на антибиотик веднаш во првите ден-два. Ако вие изгубите една недела, веќе имате проблем. Вториот проблем е се уште давање на кислород, на високи дози на кислород и високи дози на кортикостероиди. Замислите на пациент кој има 2-2,5 кој што има јас леукоцити, да му дадете 240 мг урбазон. Тоа е имуносупресивен лек. Тој и така е во имуносупресија. Штом има ниски леукоцити, ниски лимфоцити, значи он е во имуносупресија. И сега вие му правите пореметување на така слабиот имунолошки систем. И тие грешки што се прават, и за кислородот да не зборуваме. Значи не е кислородот решение за сите хипооксии. Значи ако пациентот ви е дехидриран од температура, од потење и така натаму, тој може да има периферна ниска сатурација. Јас неколку пати, значи тоа треба да се забрани дома луѓето да мерат сатурација на прст. Тоа е многу штетно, може ги прави панични, ги прави плашливи и така натаму. Значи тоа што фебрилните пациенти секако имаат слаба циркулација периферна. Тој секако ќе има 60 сатурација или 70 или 80. Се замислите на некој што има ниска сатурација затоа што е во дехидриран, како што бев јас. Значи јас имам доволно кислород, меѓутоа немам течности, нема кој да го однесе, или може да биде низок хемоглобин и така натаму. Значи не е секогаш иста причината за да вие да го решавате со кислород. И тука се двата главни проблеми. Затоа и луѓето се плашат да не завршат во болница, веројатно. И третиот голем проблем е на што е во стравот кој се нанесе кај луѓето, стана недоверливи. Скоро да нема човек кој не консултира 3 до 4 лекари. И една порака, значи до сите ќе имаме многу подобри резултати. Еден лекар слушајте, затоа што кога ќе прашувате 3-4, всушност се лекувате сами. Нели, вие си правите тоа што ви се допаѓа најмногу, тој што ви го рекол, тоа го прифаќате. И тоа не дава резултати. Значи, сега дојдовме во една ситуација во која најголемиот број од интелектуалците и политичарите мислат дека знаат исто, дури и повише од лекарите што работат 30 или 40 години во таа област. Па да земеме дека се 30 пати попаметни од мене, значи ќе им требаат секој ден по 10 сати, барем година-две да читаат. Меѓутоа не е тоа решение. Значи недовербата, пробувањето да се нели стравот и така натаму, пред време преземање некои постапки носи штета. Ова го објаснивте совршено исцрпно и прецизно, и уште во делов остана онаа терапија суплементска која се дава, кај релативно, ако може да се рече, по лесните случаи, значи оние кои во омикронот имаат ден, 2 до 3 температура, а потоа се чувствуваат подобро и така натаму. Сериозно големите дози на С витамин, D3, на аспирин, добра класика е 100 мг дневно, односно како и да е дозата, простете ако грешам. Значи, колку овие суплементи помагаат во волкави дози, и цинк исто така да не го заборавам, и колку време треба да се конзумираат, и дали во толкав? Па во големи количини не, бидејќи колку што е штетна хиповитаминозата, уште поштетна е хипервитаминозата. Има луѓе кои земаат витамини 2 години во 3 до 4 пати повисоки дози, не е потребно, и ниту пак тие се пресудни, како да речам. Значи можда нешто помагаат, меѓутоа човекот како ќе се разболе дека овие толку тие витамини, калциум, витамин С, магнезиум и така натаму,
помагаат, меѓутоа треба да бидат во некои дози кои се нормално препишени за секој ден, не треба да се оди со и Д витамин со повисоки дози и секако правилен начин на живење, спортување. Тоа гледате како оди затворен круг, правиме карантин, па нема шетање, нема движење или ќе се разболеш, па сега 3-4 месеци не спортуваш, па олабавува мускулатурата, па ќе почнат зглобови, кичма да боли, се си значи не излегуваш на сонце и така натаму. Значи еден нормален здрав живот не се овие, значи ви реков во Омикрон сега е онака статистиката е баш како што одговара за вакви респираторни инфекции, некаде 0,1 на ниво на свет е 2%, 0,2% смртност, што е на огромни бројки, што е некако да речеме нормално. Секоја сезона ни се случува тоа. Може би е добро за да објасниме разликата повторно меѓу грип, микоплазма и да, ми настинки. се допаѓа кога ми ги пречувствувате прашањата, тоа е и следното прашање. Само тука сакам да ве прекинам бидејќи имаме една интересна статистика. Например, добиени се 7 тестови позитивни на двете вирусни заболувања во периодот до 16 јануари годинава, значи од почетокот до 16 7 тестови позитивни на двете вирусни заболувања. И во Македонија се регистрирани до истиот период 2653 случаи на грип, што е за 6,1 пат повеќе во споредба со претходната сезона карактеристична за вирусното заболување грипот. Мислите двете вирусни за грип и за корона, така? Се погодиле, во тие 16 дена. Да, тоа се случува, можно е да, значи не значи дека едната инфекција ќе штити од другата инфекција. Повелете сакавте да објасните чисто само. Вака, грипот не се случило, ние немавме 2019, 20, 21, значи не се случило досега во овие 100 години да нема епидемија повеќе од 3 години. Значи најмногу било до 3 години, третата година веќе има епидемија со грип. Од друга страна има многу карактеристична слика грипот. Значи тој се прати некаде над 120 лаборатории во светот ги пратат неговите мутации пред се на инфлуенца вирусот и во составот на вакцината гледате секоја година имаме од H1N1, имаме H3N2, од тие се тие поттиповите кои циркулираат сега меѓу пандемии и имаме сојот кој циркулира од Б инфлуенцата. Значи грипот Иако мутира секоја година, тоа е интересно, ние немаме драстична промена во клиничката слика, имаме во однос на заштита на антитела, на терапија кон лековите, оселтамивир и така натаму. Има многу карактеристична клиничка слика која ја нема кај другиве респираторни инфекции. Значи, тој првите 2 до 3 дена оди со силно изразен инфективен синдром. Значи, многу висока температура, миалги, артралги, болки по зглобови, поспаност, малаксаност, главоболки. Сето тоа се симптоми на општиот инфективен синдром кои се како резултат на цитокинскиот одговор се јавуваат. Некаде вториот или третиот ден почнуваат катаралните знаци, значи течење од носот, солзење, кивање. Тоа го нема кај другиве респираторни инфекции. Значи, тоа може да помогне диференцијално диагностички, бидејќи ваква класична клиничка слика на грип, имам неколку луѓе кои ми се јавиле баш вака го опишале и парадоксално кога ќе отидат на тие PCR брисеви, они добиваат позитивен резултат. Затоа викам на тие PCR резултати не може да им се верува, затоа што ова е многу карактеристична клиничка слика, ја нема кај другите. Самата настинка, коронавирусот, класично досега одеше, односно како ринит, многу риновируси, респираторен синцитијален вирус и така натаму, инфлуенца С вирусот даваат, меѓутоа тие одат од првиот ден со катарални знаци. Значи, од првиот ден почнува кивање, течење, солзење и генерално температура до 37,5, така наречени субфебрилни температури, ги има и другите симптоми, главоболки, малаксаност и така натаму, меѓутоа генерално не ги спречува да ги извршуваат секојдневните обврски, што помага пак во ширење на грипот, на овој ринит. Значи, за разлика од грипот, кај нив од самиот почеток има течење на носот. Затоа викам, тоа е многу карактеристична клиничка слика. И третиот синдром е Катарус респираториус фебрилис, каде што од првиот ден имаме и температура и значи над 37,5, над 38, 38,5 и катарални знаци. Тоа се генерално, има и некои вируси, меѓутоа генерално се
атипичните бактерии, то се веќе бактерии од прв ден и таму е оправдано давање на овие макролиди или тетрациклини. Микоплазма знае многу да симулира грип или ваква некоја горно-респираторна инфекција и сме ги фаќале ние на пневмослај многу често епидемиите и тие трајат доста долго и тие може да траат месец-два. Значи, пред се микоплазмата, многу помалце хламидија и останативе атипични легионела и така натаму. Значи, микоплазмата може и сега добиваме на пневмослајд и на други серолошки тестови во исто време и позитивни на микоплазма. Меѓутоа, доброто е кај микоплазмата и она прави пневмонија. Дури не треба да има предиспозиции човек за да добие микоплазма пневмонија. Меѓутоа, генерално, иако трае долго тие пневмонии, од месец до два, меѓутоа не умираат луѓето. Значи сега, ако не умре некој од микоплазма, значи ние сме направиле грешка со давање на кортикокислороди и така натаму. Значи тие се тие три синдроми кои можеме да ги разликуваме, а ова експлозивно ширење многу личи на грип, бидејќи грипот има кратка инкубација, 1 до 3 дена, и што е многу важно, тој луѓето го пренесуваат, односно можат еден ден пред да појават симптоми, значи он не знае дека го носи вирусот, се движи нормално, а веќе е заразен. Значи, ако веќе имаме неколку илјади, значи очигледно е дека треба поопширни епидемиолошки и серолошки анализи да утврдиме, да ги разграничиме колку од овие ни се од сезонскиот грип, затоа што ќе повторам, нетипично е до сега да нема 3 години, значи оваа година мораме ние да имаме епидемии, затоа тоа го реков за децата, значи очигледно од овие податоци веќе од јануари ние имаме значителен број на заболени со грип, значи не мора да значи дека треба да прогласиме епидемија со грип, бидејќи 3 до 5% од населението треба да биде опфатено во тој краток период. Ние имаме за цела година од ковидот помалце од 5%. Меѓутоа имаме значителен број и веројатно сигурно имаме голем дел од овие заболени се со сезонскиот грип. Да, се игнорира приказната со грипот некако целосно за. Па и со другите, да речем аденовируси, останатите корона, рековме респираторен синцитијален, инфлуенца С и така натаму, па горно-респираторни инфекции кои секогаш сме ги имале од стрептококни, бактериски, па не знаме другите вируси, па скарлатина и така натаму. Значи чудно ние за овие 3 години скоро да немаме ништо друго од овие горно-респираторни инфекции. И докторе, се ближиме кон крајот. Еве, во најкратки црти, како да ја олисниме приказната темната страна на овој здравствен, оваа здравствена агонија, би рекла, овој период и оние високи бројки на смртност, како и да не ве фокусирам на тоа. Како да си помогнеме за олеснување овие периоди кои следат, месеците кои следат, бидејќи најавите се и прогнозите се, нели, пролета ќе заврши, веќе на лето нема да имаме ништо, се ќе се отвори, ќе се заборави. Потоа ќе ми кажете за вашата лична прогноза, но она што сега ме интересира, што треба сега да се направи? Што треба да се направи? Значи, многу работи, да, но еве. Да, па веројатно треба да се следи епидемиолошката состојба. Значи вакви мерки треба да се носат од страна од општите епидемиолошки мерки од страна на официјалните власти. Сега таму гледаме како се реагира. Ретко погодуваат некои од меркиви и тука веќе сме, дај Боже да биде така, да уште месец-два веројатно штетата е веќе многу голема. И поединечно мислам дека од тие треба да се внимава овој период многу на овие поединечни мерки за лична заштита, нели, да се внимава луѓето кои имаат некакви симптоми, значи коректно би било да, ако чувствуваат, нели, нешто, да не излегуваат, да не одат меѓу луѓе, бидејќи они можеби и да имаат сертификат и ништо не значи. Или да прележали, или така натаму, или да нема никаков знак, да нема температура, тој да е веќе заразен. Од друга страна и ние самите треба да гледаме, ако негде, нели, се дружиме, гледаме некој има знаци и му тече носот, да го помениме или да прекинеме дружење и така натаму. Максимално да се избегнува заштитните маски да се носат на затворено секако. Да се шета повеќе, да не сме оптеретени со оваа болест, значи има болести и секоја сезона и ке има и така натаму. Крај на крај човекот не е шеќер, нели, имунитетот си се бори. Ако оставаше на нашиот разум, ние веројатно
одамна човекот ќе го немаше ако разумот решаваше, нели, или нашата мисла, него си имунитетот си е поставен со илјадници, можеби и подолго години, и тој си реагира, така да тоа е тоа, значи тие се тие мерки. Сега е веќе касно да зборуваме за ризичните групи кои требаше да ги вакцинираме од грип некаде во октомври, па вакцината ни дојде крај на ноември. А да не збориме и за другите ситуации пропратни, особено за она што го рефлектира, например, носењето маски кај децата. Верувам дека е тоа така, но психолошки се последиците во секој случај. Верувам дека треба, бидејќи е до тука ситуацијата дојдена и не се... Значи, носењето маски кај децата јас не го оправдувам, објаснував неколку пати. Да. Без разлика што се и во школа, значи имаше други методи. Да речеме, физички го зголемиме растојањето, ако е еден оделение број 25-6 деца, да се поделат на 13, значи во една голема просторија, да бидат часовите по половина час, значи поготово во малите оделенија каде што ги утепавме децата и така со обемни програми, па потоа не можат да постигнат, значи требаше се скратат часовите, не повеќе од 20 на минути, значи двете групи во еден час, многу ветрење на просториите, школите да работат цел ден, значи не во 2 смени, туку во 3 смени, можеше такви модификации да се направат. И самото носење на маски, да, може да заштити сега да имаме помалку скарлатина, варичела и така натаму, меѓутоа може да ја поремети нормалната флора на децата, која ни е пак главна заштита не само кај децата, нели таа нормална флора на горно-респираторниот тракт. Понатаму, овој број многу е чуден, на многу зголемен број на пневмонии кај возрастните, и една од причините е носењето на маски. Веројатно, бидејќи сега тие микроколичини на бактерии кои треба ние да ги сврлиме со зборување и кашлање, сега може да ги аспирираме, а една од главните причини за пневмонија е аспирација на таа флора нормална своја за време на сон или за време на несвесни состојби. Значи са нешто симулираме, долго носење на маска, која неправилно, нели треба да се менува на пола сат и да се аспирира од нормалната флора, веројатно е тоа пневмонија, тоа може и кај децата да се случи. И од друга страна, во некакви децата се уште недоволно да можат да проценат опасност, ако се во хипоксија да тргнат маската, тие нема да го направат тоа. Да, има ризици во секој случај. Кога ќе заврши пандемијата, доктор? Пандемијата, гледате сега, очигледно тогаш кога ќе сакаме. Бидејќи ние светот го затворивме со, мај 2020 година, значи веќе 2 до 3 месеци, кога толку беше исплашен светот, веќе имавме, не знам, некакви вонредна ситуација прогласено, а имавме 5-6 случаи, значи дневно беа 80.000 со тие ПСР до 100.000 на ден. Потоа 2 години не сме од 500.000, а сега гледате имаме 5 милиони на ден, ама неаме толку мерки, не се плашиме толку. Значи повеќе е перцепцијата. Очекувам, сега прогнозите се дека март ќе биде ладен месец. Иначе, значи, штом ќе се стопли, ние и минатата година летото скоро да немавме, тоа ќе биде во цела Европа. Не е поволно топлото сонце, шетањето надвор и просториите се отворени. Очекувам дека тоа е точно, а и најавите, нели, многу е чудно, например, некои состојби која се случија информацијата и мутацијата за еден ден се проширија од Јужна Африка во Европа. Така да прашање е, нели, колку е сето тоа на некој начин вештачки провоцирана информација, и овие информации дека во април ќе заврши, веројатно ќе погодат, а очигледно е и дека такви временски услови, да се надеваме, мислам, и поготово што овој омикрон сега, ако се овие бројки реални, оди со огромни бројки, значи сам ќе си направи колективен имунитет кон него, и ако нема некоја нова мутација, значи сега имаме и други опасности од премногу генетски материјал, премногу вакцини и така натаму, можни ни се некакви мутации изненадувања. Ама тоа ќе го знаеме допрва. Допрва, меѓутоа секако крај на март, април, мислам дека веќе ќе се олабавиме.
Се уште не е готово, додека не е готово, односно не е завршено. Вам ви благодарам, малку една емисија за да одговориме на сите прашања кои стигнуваат и од гледачите. Претежно се поздрави, морам да им се заблагодарам на оние кои ги читам на социјалните мрежи и не следат. Вам уште еднаш ви благодарам што бевте дел вечерва од Што нејасно и ве гледаме повторно во еве за некоја недела можеби. Ви благодарам, секогаш сум пријатно се чувствувам во вашето студио, така да кога ќе ме поканите. Се гледаме повторно на исто место. Благодарам. Почитувани, ви благодарам што го следевте ова Што не е јасно и како и секогаш се надевам дека бевме интересни и дека ви го задржавме вниманието. До тогаш, до следниот четврток и петок, останете во добро здравје, ако е сончево, не го испуштајте викендов. Добра ноќ.